Урбани вести на Прва Скопска. Градот Скопје донесе одлука со боја да се бележат јавните површини докаде смеат да бидат поставени летните тераси, со цел да се стави крај на хаосот на узурпираните пешачки патеки. Ова е веста на денот. Град Скопје донесе измени за поставување урбана опрема. Отворена манифестацијата Цветници 2018 во општина Бутел. Мајските оперски вечери годинава го слават Пучини. Општина Центар одвои над 12 милиони денари за реконструкција и одржување на зеленилото. Средношколците покажале голем интерес за студиските програми на факултетите. Одбележување со боја докаде смеат да се поставуваат столици и маси, задолжително одстапување на проводни површини до 2,5 метри и поставување на монтажна платформа во висина од 15 сантиметри се дел од измените за поставување на урбана опрема кои денеска ги изгласаа советниците на град Скопје. Со цел да се стави крај на хаосот со узурпирани пешачки патеки, Советот на град Скопје денеска донесе одлука за измени на постоечките стандарди за поставување на временни објекти и урбана опрема, со кои меѓу другото се предвидува со боја да се бележат јавните површини, докаде смеат да бидат поставени летните тераси. Одлуката исто така предвидува на јавните површини на кои ќе се поставуваат маси и столици да има слободна проводна површина од 2,5 метри, почнувајќи од рабниците или велосипедските патеки. Правиме мали неопходни измени во правилникот, со кои што мали неопходни измени ќе овозможиме и на тие кои што стопанисуваат да можат полесно да се адаптираат на измените кои што ќе дојдат од една страна, меѓутоа од друга страна на граѓаните на градот Скопје да овозможиме непречено користење на јавниот простор сега узурпирано така наречените тераси на угостителските објекти. И предвидуваме дека позицијата на урбаната опрема мора да биде маркирана, тоест да биде означена со боја до кои се границите кои што треба да биде сместена опремата. Такво нешто до сега беше предвидено како линија, меѓутоа не како маркер. Едноставно ќе нацртаме до каде може да бидат терасите од кафаните, за да не ни се случува во пракса да едно биде понудено во елаборатот при давање на одобрение, друго биде поставено на лице место во моментот кога ќе биде издадено одобрението, па потоа да се бркаме со кафанџиите кој каде е, што е, како е во право. Предвидуваме на стречниците да можат да се фиксираат со две да ги речам греди кои што треба да бидат прицврстени за платформата за која што веќе елаборирав, меѓутоа не смеат да бидат прицврстени на јавната површина, затоа што е монтажно. Денеска изгласаните измени на угостителите ќе им овозможат да постават и монтажна платформа со висина од 15 сантиметри во рамките на дозволената тераса, а на стрешниците да бидат прицврстени со две греди кои треба исто така да се наоѓаат во рамките на обележаната површина за тераси. Оваа одлука стапува на сила од денеска, а ќе почне да се применува од 15 април, односно од почетокот на летната сезона. Покрај за предстојната летна сезона, градот предвидува измени и за зимските тераси. Со премиера на представата Боеми на 9 мај ќе бидат отворени 46-тите мајски оперски вечери. Покрај Боеми ќе бидат изведени и 5 оперски изведби, 1 оперски и 1 балетски гала концерт, 2 изложби и 2 промоции на книги. Од Македонската опера и балет информираа дека оваа година мотото е "Го славиме Пучини". 5 оперски изведби, 1 оперски и 1 балетски гала концерт, 2 изложби и 2 промоции на книги ќе понудат годинашните 46 мајски оперски вечери. Оваа година мотото е "Го славиме Пучини", а манифестацијата ќе почне со премиера на Боеми традиционално на 9 мај. Мајските оперски вечери ќе продолжат со Тоска на 12 мај, на 15 мај е гала балетскиот концерт со гости од Србија, Бугарија, Хрватска и Босна и Херцеговина, на
19 мај е изведбата на Турандот, додека за 22 мај е предвидено гостувањето на Босанската државна опера со изведба на најновата оперска продукција Змеј од Босна. Според раководителот на Македонската опера и балет Бисера Чадловска, на 23 мај ќе се одржи оперскиот концерт по повод 160 годишнината од смртта на Джакомо Пучини и 150 годишнината од раѓањето на Джакомо Росини. Мајските оперски вечери ќе завршат на 31 мај со традиционална изведба на операта Аида под диригентство на Бисера Чадловска. Субвенции до 3000 денари ќе доделува градот Скопје за купување нови велосипеди. Субвенцијата годинава е помала за разлика од минатата година, со цел да се дадат субвенции за повеќе граѓани. Покрај оваа одлука, Советот на денешната седница донесе одлука да учествува со финансиски средства во реконструкција на улица Самуилова во општина Центар. И годинава продолжува проектот за давање субвенции за купување нови велосипеди. Средствата за оваа намена обезбедени од буџетот на град Скопје се во висина од 10 милиони денари, за субвенционирани средства во висина од 50% од цената на велосипедот. Но годинава максималниот износ ќе изнесува 3000 денари, за разлика од минатата година, кога максималниот износ беше 4000 денари. Ова одлука денеска ја донесе Советот на град Скопје со цел да се овозможи повеќе граѓани да добијат финансиска помош при купување велосипед. Со оваа мерка на градот, која се реализира втора година поред, се стимулираат граѓаните за помасовно користење на велосипедот како превозно средство. Субвенции за велосипед ке може да добијат жители на град Скопје, кои треба да достават барање за надомест, копии од лична карта, трансакциска сметка и фискална сметка или фактура и извод од банка со датум од денот на објавување на повикот. Градот, освен што финансиски ќе им помага на граѓаните при набавка на велосипеди, денеска се донесе одлука на Советот и финансиски да се учествува во проектот за реконструкција на крак од улицата Самуилова во општина Центар. Реконструкцијата на оваа улица, градот ќе ја помогне со средства во износ од 6 милиони денари. Станува збор за концептот кој што градот го развива во насока на тоа да Ридот на Кале стане една од поатрактивните и попосетените места на градот Скопје. Површината која што ќе треба да се уреди кракот, што не е уреден од кога е направен музеј на современа уметност, значи некој кога е реновирал Самуилова не ја реновирал целосно. Површина вкупна од околу 2000 метри квадратни. Тука ќе треба да се олесни приодот, да се облагороди тој простор, значи улицата приодот до музеј за современа уметност, паркингот кој што ќе стане дел од зонското паркирање, партено уредување за кое што во теке постапка, зиплајнот за кој што веќе мислам дека е доволно зборувано и еден кафич во музеј на современа уметност како еден целосен концепт каде што граѓаните ќе може да поминуваат пријатни сати од некаде месец јуни па натаму. Голем интерес за студиските програми на факултетите и универзитетите покажале средношколците од 22 средни училишта во рамки на отворените денови, кои се одржуваа во училиштата со цел запознавање на студиските програми. Во рамките на проектот училиштата на град Скопје се отворени врати за факултетите и универзитетите за промоција на нивните студиски програми. Средношколците покажале голем интерес, информираат од град Скопје. Отворените денови се одржуваа во периодот од 15 март до 1 април годинава, а универзитетите и факултетите имаа можност во точно определен ден да ги презентираат своите програми и непосредно да дадат одговори на прашањата што си ги поставуваат идните академски граѓани. Нивните студиски програми просечно беа представувани пред околу 150 ученици во завршните години од средното образование во секое училиште. За реализација на проектот беше ангажиран стручен тим од секторот за образование на град Скопје, средните училишта на градот Скопје со нивните стручни служби, класните раководители, дежурните вработени и останатите административни работници кои што дадоа сериозна поддршка за спроведување на отворените денови. Успешноста на отворените денови и големиот број заинтересирани ученици отвораат можност ваквите активности да станат редовна пракса во средните училишта на град Скопје.
Народни носи од Скопска Блатија и Скопска Црнагора се дел од изложбата која е во рамки на манифестацијата Цветници 2018 во организација на Општина Бутел. Градоначалникот на Општината Велимир Смилевски истакна дека целта на оваа манифестација е да се заштити културното наследство на нашите предци. Изложбата е отворена од денеска до 20 април. Од денеска до 20 април во Општина Бутел ќе биде отворена изложбата на народни носи од Скопска Блатија и Скопска Црнагора на колекционерката Достана Караѓозовска-Станковска. Изложбата е во рамките на манифестацијата Цветници 2018, а посетителите имаат можност да ги видат уникатните 30 народни носи кои се дел од големата колекција што ја поседува Караѓозовска-Станковска. На манифестацијата присуствуваше и градоначалникот на Општината Велимир Смилевски, кој истакна дека целта на оваа манифестација е да се заштити културното наследство на нашите предци. Денеска сме домаќини на една манифестација која што сум сигурен дека во наредниот период ќе биде традиција, каде што ќе ги негуваме сите наши традиции во изминатиот период кој што нашите дедовци и баби ги имале, облеките кои што ги носеле. Се надевам дека во наредната година господјата Достана ќе ни овозможи многу повеќе облеки, затоа што, како што ние знаеме, има многу повеќе од што е презентирано во моментот. Колекционерката Достана Караѓозовска-Станковска рече дека во својата колекција има голем број на народни носии кои ги собира веќе 30 години. Изложбата ќе биде отворена 10 дена, во периодот кога е отворена и општината, нели, додека работи општината, ќе има можност да се погледне изложбата и во неа се застапени највеќе македонски носи од Скопска Блатија и Скопска Црнагора. Имаме и носи од народностите, значи оние носи кои се носеле во оваа околина. Покрај народните носии на етноизложбата беа презентирани и ракотворбите на членовите на Сдруженијето Артикрафт, инспирирани од народното богатство на Македонија. Една од изложувачите е Билјана Шуковска, која изработува шишиња, чаши, рамки за слики и други предмети од слама. Како што вели Шуковска, многу е потешко да се најде сламата, отколку да се изработи едно шише со истата. Значи, шишињата ги купуваме, и има разни видови, многу е битно самиот изглед на шишето за да после и производот сламата која ќе биде залепена на него да има поубав изглед. Значи разни чашки, шишиња во вид на виолина, на гитара, чутурки, други облици, што е поинтересен обликот, тоа и самото шишенце или изработката е поубава. Свеченото отворање на етноизложбата беше збогатено со настапот на членовите на културно-уметничкото друштво Плетеница под раководство на Жаклина Богдановска и со повеќе изворни народни песни во изведба на хорот и оркестарот на Сдруженијето на пензионерите на Општина Бутел. Општина Центар одвои над 12 милиони денари за реконструкција и одржување на зеленилото во рамките на акцијата за Зелен центар која треба да започне наскоро. Како што информираат од општината, ќе бидат изградени нови паркови, а старите ќе се реконструираат. Наскоро во Општина Центар ќе започне акцијата за Зелен центар. Како што информираат од општината, за оваа акција досега се одвоени 12 милиони и 150 илјади денари за реконструкција и одржување на зеленилото. Во рамките на акцијата на повеќе локации ќе бидат засадени 5000 садници. Како што информира Општина Центар, во завршна фаза се подготовките за изградба на парк во Капиштец, кој ќе биде сместен во делот кај Зебра до Беверли Хилс и ќе биде хортикултурно и партерно уреден и со ново осветлување. Нов парк е предвиден кај Зелен пазар, ќе се обновува зелената површина во Буњаковец позади универзална сала, ќе се реконструираат жардиниерите и испуштените дрвја на сквер Јадран и ќе се изврши реконструкција на дел од паркот Франкофонија, како и реновирање на Урбан парк. Како што информираат од општината, ќе се продолжи со практиката за зеленување на сите слободни површини што може да бидат маалски паркови. Со изградбата на овие зелени површини ќе се придонесе за зголемување на квалитетот на воздухот.
Во Младинскиот културен центар во рамки на фестивалот Танцфест 2018 премиерно ќе биде изведена представата Екзистирање на Скопје танцов театар. Како што информираат организаторите, представата се состои од 3 кореографии кои се обединети околу темата за екзистирање. На фестивалот Танцфест 2018 вечерва во Младинскиот културен центар премиерно се извидува представата Екзистирање на Скопје танцов театар. Од Танцфест информира дека представата се состои од 3 кореографии кои се обединети околу темата на екзистирање. Ке настапат танчерите Јована Зајкова, Сара Цветановска, како и Тереза Лазарев, Артемиса Морина и Бобан Русески, кои се под младокот на Скопје танцовиот театар. Како што информираат од Танцфест, оваа представа на 16 април ќе се одигра и на сцената на Народниот театар во Велес, а на 19 април ќе ја отвори платформата на 9 европски танцови академии и универзитети насловена Share, во која ќе учествуваат повеќе од 100 млади уметници од Австралија, Словачка, Полска, Летонија, Литванија, Унгарија, Чешка и од Македонија. Врвната танчерска група Lord of the Dance по цели 10 години вечерва настапува во VIP арената Борис Трајковски во Скопје. Како што информираат организаторите, извонредните 34 танчери, врвните акробати и најсовремената технологија ќе придонесат да биде доловена магичната приказна на сцената. По цели 10 години врвната танчерска група Lord of the Dance денеска настапува во VIP арената Борис Трајковски во Скопје. Како што информираат организаторите, танчерската група ќе се представи со целосно ново шоу Опасни игри, која ја представува неверојатната авантура во борбата помеѓу доброто и злото. Lord of the Dance на македонската публика ќе го представи најдоброто од ирскиот фолклор. Извонредните 34 танчери, врвните акробати и најсовремената технологија ќе придонесат да биде доловена магичната приказна на сцената. Како специјален гостин настапува ансамблот Танец, светски докажаниот амбасадор на македонскиот фолклор, кој веќе 6 децении представува уникатен символ на македонската култура и уметност. Од 11 до 13 мај ќе се одржува Скопје Креатива 2018. Фестивалот кој има за цел да поттикне развој на креативните индустрии ќе се одржува во Младинскиот културен центар и на повеќе локации околу МКЦ. Урбан културен настан Скопје Креатива 2018 ќе се одржи од 11 до 13 мај во Младинскиот културен центар и на повеќе локации околу институцијата. Фестивалот има за цел да поттикне развој на креативни индустрии, за што е потребна едукација на граѓаните и на младите за создавање нови производи. Според организаторите ќе има 44 настани распределени во 3 дена: изложби, работилници, предавања, работилници за деца, за средношколци како и за дизајнери. Денеска имавме умерено облачно време со температура од 19 до 25 степени. Во Скопје имавме сончево време со температура до 23 степени. За утре и за следните денови метеоролозите најавуваат сончево и топло време со умерена облачност. Температурата утре ќе достигне до 25 степени, во петок температурите ќе се движат од 10 до 25 степени, во сабота од 11 до 26 и во недела од 10 до 22 степени. Во Центарот за иновации и дизајн јавна соба од денеска до 15 април ќе бидат представени 32 најдобри фотографии направени во досегашните истражувања од проектот Вики експедиции на Википедија на македонски јазик. Со изложбата насловена Водопир со Македонија се одбележуваат 3 години од успешното спроведување на проектот Вики експедиции, кој опфаќа теренски истражувања и посети на различни области на Македонија. Со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.